Председателот на самостојниот синдикат за здравство Симеон Силјановски преку судот ќе бара враќање во трката за избор на председател на ССМ, од која, како што вели, бил нелегитимно и недемократски исклучен. По примерот на забраната на штрајкот на лекарите, ќе бара итно изрекување времена забрана за одржување на 19-тиот конгрес на синдикатот. Се што ќе кажат правниците и адвокатите, тоа ќе го правам. Затоа што страната, правдата е на моја страна. И на синдикатите. И представуваме повеќе од пола членство кое ме поддржа. Правните институции кои ги имам на располагање, нормално и ангажмани на адвокати, ќе оди во стилот на тоа, ако има основа, тоа да се обжали и оптужи, дури со можност на времена мерка да се стопира и конгресот. Тоа ќе го покаже системот. Ако судството е реално, би требало така да постане. Силјановски, кој беше единствениот против кандидат на предстојните избори за председател на ССМ, се уште чека советот на синдикатот да му достави листа на кандидати кои гласале тој да не учествува на изборите. Во меѓувреме поднел и приговор до Конгресот. Очекува делегатите да застанат на негова страна. Многу е лесно на еден стадион кој има 2 стативи и фудбалска топка, и ако влезите сам ќе постигнете и 100 гола. Сакате на едниот, сакате на другиот. Јас не знам зашто ги плаши еден конгрес демократски, во кој секој ќе ги постави ставовите и до делегатите ќе побара поддршка. Меѓутоа, произлегува дека некој не сака на терен да излези друг кандидат. Изборот на председател на ССМ по трет пат од свечен чин се претвора во недемократски, вели Драге Јовановски, кој во октомври 2010-та на 18-тиот конгрес на синдикатот што се одржа во Охрид, исто така беше исфрлен од трката за председател, како единствен против кандидат на Живко Митревски. 6 месеци предходно истото се случи со Ванчо Муратовски, чија кандидатура беше отфрлена на седница на Советот. Овој пат, вели Јовановски, вистината ќе излезе на виделина. Ние едноставно се сведомни овде да подобро може да и да нема конгрес. Со една паушална одлука да си остојат сите до, да не речам, до одредено време. Меѓутоа, очигледно овие методи не поминуваат, сега поготово во овој период се разоткриени, така да мислам дека и оваа постапка џабе му е, бидејќи мислам за кратко време, претпоставувам дека сето тоа ќе се обелодени, ќе се дознае вистината дека нелегитимноста на отфрлање на кандидатурата ќе биде причина да се спроведат нови избори. Доколку судот не донесе времена забрана за одржување на конгресот, изборот на председател на ССМ ќе се одржи на 21 мај.